Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Исусовото име. Апостол Павле во Филипјаните 2 глава 10 стих вели: и во Исусовото име да се поклони секое колено на оние кои се на небото и на земјата и под земјата. Исусовото име е возвишено. Име кое е над секое друго име. Христовото име е далеку повозвишено од имињата што ни се познати како Аллах, Мухамед, Папа, Марија, религиозен водач, име на некој бог, политички водач, светски император, спортист, музичар, актер. За какво друго име да станува збор, тоа е далеку повозвишено и достоинствено. Зошто? Исусовото име е свето. Секое колено да му се поклони, вели Библијата. Во пророкот Исаија е запишано: свет, свет, свет е Господ над војските. Тоа е објава на неговата светост. Совршено и безгрешно име. Во Лука, 1 глава 49 стих се вели: зашто силниот изврши големи дела за мене и неговото име е свето. Исусовото име е страф и трепет за ѓаволот. Библијата вели дека ѓаволот се тресе и трепери пред него. Кога тој ќе се врати, сите цареви на земјата, големци и мокници, ќе се тресат од страф пред неговото величество. Исусовото име е мокно. Тоа е име преку кое се спасуваме. Тоа име е создател на се. Спасител, судија, почеток на се, владетел со овој свет. Павле вели дека преку Исус се направи. Преку него постоиме, се движиме и дишиме. Исусовото име е милостиво. Тој си го даде животот за сите нас. Библијата вели во Јован 3:16: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Да, тој ни ги исполнува сите наши духовни и телесни потреби. Живееме преку неговата милост, која е неограничена. Исус умре на крстот за сите нас, со цел да ни ги прости гревовите, да не очисти, да станеме негови деца. Исусовото име е добро. Божјата добрина не води кон покаяние, пишува апостол Павле. Во секое време можеме да го повикуваме и да бараме тоа од што имаме потреба. Надежта во неговото име никогаш нема да ги посрамоти оние кои му се предадени на него. И Исусовото име е посебно. Зошто? Затоа што нема друго име дадено под небото на човечкиот род преку кое можеме да се спасиме, освен името на Исус. Тоа е запишано во Дела на апостолите, 4 глава, 12 стих. Славата и величието на тоа име никогаш не треба да се користи напразно, како што мнозина го користат за жал за нивни цели или чисто од обичај. Тоа име е достоинствено и вечно и како такво треба сериозно да го почитуваме и обожуваме. Исусовото име е дадено за надеж на народите. И народите ќе се надеваат во неговото име. Нему слава во сите векови. Амин.